Еве рецимо имам такво искуство дали у филм, дали у неколку области кога се вратив тука од факултетот странство. Пробав работа да се најдам, да на неколку места маркетинг агенции беше продукцијски куки за продукција, за дистрибуција на филм. И те третираат како да си идиот. Што имаш направено претходно, како да не важи. Бар факултетот. Така. Вака што гледам наназад, уште не можам да заклучам точно зошто ме спуштале на будка или стварно сум бил неквалитетен, али па мислам дека главно беше поради тоа што не ми беше дадена шанса за да се покажам. Али можда и од тој ме страф, ако се покажам, па сега како што кажав мал е пазарот. Чипси. Тоа да, ограничени се местата и треба да се тепаш и постариве нема ги даат, пошто не сегам толку многу да зборам лошо, ама филмската индустрија во Македонија, успоредба со остатокот од светот, со врвот, не се баш најаки. Така може да се каже. И кај нас нема пати критиката. Нема не е еден општ пример, вака ти субацам. Направија филм за Атидже, сите го добија медот, Атидже го доби празната тегла на крај. Не зборам за што се дешава за филмот, за општо као филмот као филмската индустрија, значи сите го прават тоа. Еве збориме за филмот као аудиовизуелно дело. Така правиш филм и го праќаш колку е каква е, како се викаше, каква е критиката од странство, колку им се свига, што како. Критиката ти да го правиш без разлика на критиката. Едноставно ти да го направиш првото дело, да го пуштиш, па ако им се свига, окей, ако не им се свига, па окей. Да, така е. Сега најголема дилема кај нас е, нормално помеѓу сите филмаџи, кој ќе добија пари од агенција за да направи филм. И сите сакаме до таму да стигнеме. Ето, тоа не сум навлезан, ама ве ти како Пошто нели тоа сакаш, ние повеќето си правиме безбуџетни и нискобуџетни филмови. Јасно. Со надеж дека ќе бидат доволно квалитетни за кога ќе аплицираме во агенција за да ни дадат пари за развој, за продукција, за постпродукција, што и да е, да можеме да се покажеме, нели, како тука, така и на странско тło. И тоа е, затоа сите пишуваме. Повеќето колеги што ги знам работат повеќе работи, дали фриленс цело време се зафатени, или па си имаат 9 to 5, па од после у слободно време пишуваат сценарија. Кога добиваше целото, кога бива постојано, да речеме, кога не успеваше да добие шанса да ти, и јас као друга ќе речем, упорно настојуваш се најдеш некој алтернативен начин ти да го протнеш твојот продукт во јавност. Дали беше там школка во звук или еве своите филмови. Како, со што се реши да речеш, чекај, сакам да снимам нешто, како го започна тоа, како поддршката тоа што имаше, како со кои луѓе, да речеме, одоби најмногу поддршка, како за твојата награда што доби за тој филм краткометражниот, како се одвиваше целото действие до тогаш. Кога беше пред година и пол. Не. Зашто ти сепак не се откажа од тоа, иако Не сакам да кажам првиот, овој сега филмот што ми е трет. Јас имам два пред тоа направено. Сега не памтам точно кога беше. Првиот има година и пол. Не, сам да се финансираш, да. Па тоа беше дека јас се реков сакам да бидам филмаџи, а уште немам направено филм и сега треба да го направам, седнав, напишав сценарио, го направив филмот и си реков дека нели имам направено филм. Сега не беше толку добар, пошто е прв и не бев уште нели уходен, уште не сум уходен на многу правци од филм. Ами има простори, млади сме. Најаките филмаџи се постари, се има некои честни исклучаци има. Ама ти треба да се градиш за да можеш на постари години да правиш поасани, добри филмови. И не е проблем ако еве на 25, на 30 и на 30 ако немаш нешто направено преголемо. Пошто има повеќето филмаџи после 35-та година вадат јаки филмови, солидни што ги памтиш. Еве да не се блокбастери, тука еве како што знам го духам, го давам како пример. Да. Еве рецимо кој беше Ник Пицолато, он е на True Detective. Зашто ти беа првите филмови, Чекај да докажам со Ник Пицолато, мислам дека брат ми збореше за ова дека е писател и некако дали сакал да влезе у филмови или нешто што беше слично и му кажа да напише епизода за нека постојачка серија и плюс
епизода и концепт за серија. И од така му искача True Detective. Да, не знам серијата. Дека феноменална. Така што не се брза. Ова на колку? На 40 години може да беше, не памтам тачно. Али стар. Да. Стар, постар. Да, по-возрастен. Како ги започна првите филми, зашто ти беа првите филмови, прилика што кратометражни беа знам, ама што беше идејата за нив? Првиот филм се работеше за игра во карти. Како двајца браќа, мамат во карти, хаслаат покер и зема ги наоѓа ѓаволот, ги става во подрум и се вика ќе играте моја игра карти. И ако ме тепате ќе ја пуштам, ако не, со мене долидете. Главната пречка од тоа што не ја надминав, очигледно е дека не беше толку разбирлива играта. Интересна е, може да ја знаеш мало. Не сум чул, не се сетувам, но добро. Финтата е што таа игра кај што правилата ги дознаваш. Значи те едно правило што можам да ти кажам е дека нема зборење и после другите се откриваат низ грешки. И виз таа игра со кој да сум играл, мислам дека многу лесно и многу брзо се открива карактерот на човекот со кој што ја играш. Јасно. Одма го гледаш и повод луѓето гледам дека се нервираат и се откажуваат одма. Јасно. Многу интересно. И затоа сакав да направам тоа, највише ме попкаша како би изгледал филм со таа игра. И така, уште ми е мерак да играм. Вториот беше... првиот Ace се викаше, вториот Baking Tuesday. Тоа е сценарио исто на продуцентката на филмот, Нена. Блиска пријателка исто. Супер сценарио, се работи за две жени кои чистат кујна. Не памтам, го имаш гледано, го немаш гледано? Да кажи някој нека слушам. Ја чистат кујната две девојки и прават моабет тако бош секојдневен. Како ти е Дамјан дома, нешто во градинка го тормозат, па не може така. Не му кажува да враќа такви ствари, има таков моабет. И ова трае некои 4-5 минути, дури чистат. И што се дешава, малце чудно, малце банално делува, али после се враќаме назад и гледаме дека нешто многу по-страшно од што си мислиме, не уопште банално. Се не сакам да го издадам крајот за тие што го нема гледано. Третиот, но последниот? Третиот ми е Лестој, тој е најуспешен by far. Тој зема наградата? Тој зема 7 награди има. 7 награди, да. Тачно за финалист, за семифиналист не знам на колку е, ама севкупно има на 31 или 2 филмски фестивали до сега поминато. Јас сум баш задоволен. Да не го откриваме содржината на ваквото. Не. Како се осеќаше кога ги доби наградите, кога беше номиниран, кога не вајда. Си беше чекај од толку многу падови низ кариерата и целото одбивање. Најднаш добиваш 30 награди, не знам дека тогаш Јаце. Не се 30 награди. 30 селекции. Да, селекции. Ама Јаце викаше, јаве, Џон доби награда, одиме во пред по него, нешто како група да го поддржиме да... Тоа беше за првиот, за Ace. За првиот? Тоа беше само проекција на филмот. Не беше награда, али ипак беше убаво искуство, убаво се поминав. И тоа беше мотивација, значи и секоја селекција, секоја награда е многу добро дојдена. Despite all тоа што те протестува дојде, ти пак успеваш да испливаш на површина полека. Да, се надам. Ова го гледам како добар почеток. Дали на 3-4 проекти пишувам сценарија, соработувам со канадски креатор, заедно правиме серија. Ги припремаме документите за да можеме да аплицираме на некоја поголема дали платформа, дали телевизија. Тоа се надеваме дека ќе успее. Имам напишано филм што планирам да го снимам во Канада следна година, сега правиме моабет со продуценти таму. И уште го доработуваме сценариото. И уште 2-3 проекти исто така кратки филмови. Што ги пишуваме, па се надеваме дека нешто може да излезе. Значи кога имаш слободно време си пишуваш, главно пошто е интересно и пошто може да се исплати понатака. Не седиш во место, тоа не е битната. Да. И пробувам нешто да направам околу сега филмски фестивал да се направи.
прво онлайн, па после да се одржи во живо. Сега имаше нов настан во Милениум, Кино Милениум, така се беше настанал филм за сите. Така нешто беше или како? Чекай, за моје збориште? Да, за тебе. Не. Што беше? Не, тоа беше филмски фестивал Кино Нова беше тоа. Добро. Ова за пред... Да, 24 октомври. Да. Среда. Тоа беше настан. Ти го организираш тој настан? Не, тоа е друг фестивал Кино Нова. И аплицираш и ти со последните филм таму. Аплицирав таму, го примија, имаше проекција, али многу беше смешно, пошто на отварање на фестивалот беше така, значи имаат, држат говори, го тупат саат време, го пуштаат првиот филм. Што не додобаш, не ни провери. Не, уживај, добро што не даде. Го пуштаат првиот филм, не памтам колку беше, сат и по два, и после у програма пишува дека е мојот, уште еден краток филм после тој и уште еден долгометражен. И се завршува првиот филм, се качуваат на сцена, ајде дечки на коктели, искачаат сите надвор, цела сала се празни и ги пуштат филмовите.